Добро утро, добродојдовте во уште едно издание на Да си кажеме и како што најавија моите колеги Ивана и Марко, темата е интересна бидејќи станува збор за криптопазарот кој веројатно минува ни своите најтешки денови од своето постоење. Им велам добро утро и добре дојде на Снежана Поповска, инвестицијски советник, и Душко Гошевски, адвокат. Меѓутоа и двајцата гости се врвни познавачи на криптопазарот, на криптовалутите, и со нив ќе зборуваме во положение за очекувањата што ќе биде со оваа работа во наредниот период. Добро утро, добро дојдовте. Добро утро. Благодарам на поканата. Како е берзата денес? Што вели криптоберзата, криптопазарот денес? Каква е вредноста? Паѓа ли и натаму? Допрено е дното? Кој е дното на биткоинот и на другите популарни криптовалути? Дајме предност на Јас ќе почнам. Значи, сите сме сведоци на падот на бирзите во последниве неколку месеци, кое што беше очекувано, и можеме да очекуваме дека од тоа што моментално се случува на пазарот, се уште постои простор за уште надолен пат на пазарот, конкретно на криптопазарот, но верувам дека сме кое што ќе биде во наредните неколку недели или месеци, од кое што после кое што очекувам да конечно го формираме дното и да почнеме да очекуваме ново издигнување и нови ценовни врвови. Кој е денешното дно на биткоинот? 18.000 или уште под? Утрово кога погледнав беше околу $20.000. Околу 20, но падна до 18, нели? Да. Деновиве? Да. Гошевски, допрено ли е дното или Снежана вели дека има уште простор за пад? Прилично точна е констатацијата дека се работи можеби за најризичниот период од појавувањето на криптовалутите. Криптовалутите се појави со биткоин од 2009, но од 2012, значи веќе една деценија се, да кажеме, присутни во финансискиот и во дигиталниот свет. Ако може да ја поедноставиме, нели, темата, се работи прилично за едноставна работа. Кризата, глобалната криза, која што е предизвикана од пост-ковид и од војниот конфликт кој што е во Украина, има фактички големи фактори на влијание за падот на финансиските, севкупните финансиски пазари, меѓу другото падот и на финансискиот пазар на криптовалутите, и како што реков, прилично едноставно. Во таков момент на глобална рецесија или на очекување на поголема глобална рецесија, сите инвеститори, и институционалните и индивидуалните, се ослободуваат од ризичните средства, а може да кажеме дека криптовалутите се сметат за поризични средства од, да кажеме, од другите харти од вредност. Значи овој пат беше предвидлив? Да, беше предвидлив. Мислам дека беше и најавен овој пат од сите кои што го следат финансискиот пазар, не само на криптовалутите, туку и на, ако може да додадам, Dow Jones, кој што е њујоршкиот индекс, беше $36.000 во јануари, сега е веќе испод 30-28. Добро, но јас тука морам да ви реплицирам со оглед на тоа што ве испофали во најавата дека сте врвни познавачи на крипто пазарот. И ќе ве потсетам сега на една ваша изјава со која поентиравте, можеби за време на вашето последно гостување овде во февруари годинава, значи пред само неколку месеци, кога војната во Украина беше на поведок. Не беше почната, бидејќи гостувањето ваше беше на 2 февруари, а војната почна на 24 февруари. Меѓутоа, пост-ковид кризата беше актуелна, сите други кризи, енергетска, економска, беа во својот тек. И вие тогаш ја фрливте јадицата и ги повикавте сите чинители да ја земаат сопствената плата во криптовалути. Среќа што не ја добивате платата во криптовалути, инаку ќе прогласите банкрот до сега. Не мора да значи. Значи во криптосветот, кога се, нели, во криптосветот има стейблкоини кои што се врзани за долар. Вие ако добивате плата во стейблкоин, во UST, USDT, тоа секогаш има вредност од $1. Врзано е за доларот, и вие доколку добиете криптовалути во UST, во USDT. Но тогаш не зборувавме за тие криптовалути. Тогаш зборувавме за биткоин и за овие други. Во биткоин е ризично, бидејќи во моментот на примање на платата вие веќе влегувате на финансиски пазар. И на тој финансиски пазар може да оди надолу и нагоре. Но вие во моментот на примање на платата може веќе да располагате како да примате плата во акција. Може да ја примете платата во акција од Амазон и потоа тоа може да иде нагоре или надолу. Се работи за финансиски ризик на тие кои што сакаат да ризикуваат. Ова се работи за за индивидуалните инвеститори кои што сакаат да инвестираат. Тогаш јас се ви потсетив дека максимум што би требало еден инвеститор да инвестира во крипто као нерегулиран се уште пазар е не повеќе од 5%. Така, но тогаш се поведовме по еден европски функционер кој најави дека е подготвен својата плата да ја добива во криптовалути, односно во биткоин, и вие рековте, јас сум подготвен да го следам неговиот пример, иако било на повидок дека финансиските пазари ќе се нестабилни, може да се очекува пат.
Водете. Кога беше Снежана Поповска гостинка во ноември, темата за дилема беше дали прашањето беше дали криптовалутите се пари на иднината или станува збор за финансиски меур. Од денешна перспектива, 6 месеци подоцна, испадна дека се финансиски меур, бидејќи многумина ова што се случува денес на крипто пазарот го споредуваат со големите економски катастрофи од 1929 година и 2008. Так. Значи, Дали е 2022 почетокот на крахот на криптопазарот? Па не. Категорично ќе кажам не. Значи, јас смитам дека се уште е многу рано да зборуваме за криптовалутите како платежни средства, затоа што нивната цена се уште многу е нестабилна за да може да ги користиме како средства за плаќање, но тоа што има вредност и тоа што треба да го потенцираме е самата блокчейн технологија која што стои позади тие криптовалути, која што верувам дека за можеби 10 години од сега ќе биде секојдневие на секој од нас. Значи, без оглед на моменталната ценовна нестабилност на пазарот, значи технологијата е таа која што има вредност и на која што треба да обрнеме внимание. Криптопазарот паѓа како последица на многу случувања што се случуваат на бирзите. Значи имаме стапка на инфлација која што не сме виделе веќе 40 години наназад. Значи имаме енормни бројки на стапка на инфлација, од друга страна имаме проблем со синџирот на снабдување, имаме геополитички тензии и сето тоа придонесува за нестабилност на финансиските пазари во целина, каде што не само криптопазарот паѓа, како што кажа господинот Душко, значи имаме голем пат на сите берзи, што е очекувано затоа што инвеститорите бегаат од ризичните класи на средства и ги повлекуваат своите пари со цел да го веруваме. Она што прават големите играчи, чекаат прав момент кога повторно ќе влезат на пазарот. Да, а вие впрочем подготвивте и графикони и рековте дека ќе биде добро да се пуштат во проблема за да може гледачите да видат. Бидејќи сакавте да ја оспорите тезата дека ова што се случува на криптопазарот е резултат на растечката инфлација, односно на галопирачката инфлација. Па да, дека не во тој контекст не треба да се поврза. Да, сакам да кажам дека сите зборуваме за падот на криптовалутите, но можеме да видиме прво тука на графиконот можеме да ги видиме стапките на инфлација во разни земји, во цел свет, значи можеме да видиме дека тие се многу високи и сето тоа нормално дека ќе придонесе за нестабилност на пазарите и имаме моментално самата најава од централните влади и банки за затегање на монетарната политика беше првиот сигнал дека ќе има пат на финансиските пазари. И тоа што сакам да кажам е дека кога збориме за падот на криптопазарот, треба да збориме за падот и на другите пазари. Од графиконите може да се види дека имаме пат и на најголемите blue chip компании во Америка, како што се Amazon, како што се Apple, кои што од април месец има 40% пат на својата цена. Зашто никој не го коментира тоа? Значи сите фокусот сме го ставиле на криптовалутите. Колку пат на биткоинот, а колку Apple еве? Може за споредба да направите? Значи, од месец април Apple и Amazon имаат паднато околу Apple има 33% пад, додека Amazon беше 40%, ако не 44, да. Значи биткоинот има повеќе од 60% пад, но ако го споредиме во однос на пазарна капитализација, мислам дека бројките ќе бидат многу поинакви. Значи ако не избориме во проценти во апсолутна вредност, ако збориме според пазарна капитализација, односно во вредност на долари, колку е тоа нели повлекување на капитал од пазарите. Тоа што сакам да кажам е дека многу луѓе веруваат дека биткоинот ќе биде инструмент за заштита од инфлација. До денес се уште тоа не е така, кое што не значи дека во иднина биткоинот нема да прерасне во инструмент за заштита од инфлација и нема да биде новото дигитално злато, но во моментов од пазарот и од тоа што може да го видиме на графиконите, биткоинот има многу поголема корелација со акциите отколку односно со технолошкиот сектор, со Nasdaq, и можеме да видиме дека се уште е рано да даваме такви тврдења. Значи како што паѓаат бирзите, така паѓа и биткоинот. И тука имавме технички, уште пред неколку месеци дадовме повик за инвеститорите кои што веќе се изложени во некаква криптовалута или во биткоинот, да се ги преоценат своите позиции, затоа што дадовме сигнал за искачање од пазарот и дека очекувавме дека биткоинот ќе паѓа. Добро, рековте, паѓаат на светските берзи најголемите светски компании, ги спомнавте Amazon, Apple, меѓутоа
македонската берза е прилично стабилна во однос на се ова што се случува во светот. Зошто паѓа криптопазарот генерално секаде, паѓаат и акциите на компаниите на светските берзи, но не толку колку криптовалутите, меѓутоа нашата берза е стабилна, релативно. Да, На што се точно. должи тоа и како го објаснувате како инвестициски советник? Нашата бирза е релативно стабилна затоа што се уште не е доволно развиен финансискиот пазар во Македонија и сметам дека тие инвеститори кои што веќе имаат портфолио во нашите акции се уште имаат многу поголема предност да ги чуваат и да добиваат дивиденда од 6, 7, 8% отколку да ги продадат акциите и да не знаат што да прават со парите. Што ги учите вие, што ги советувате вашите клиенти во овој период? Да ги продадат криптовалутите, да ги чуваат, да купат можеби? Па сите имаат влизано во пазарот на различни нивоа на цена, така да секој треба да си направи своја анализа и колку е личниот апетит за ризик за да знае што треба да направи. Но ако дојде некој човек неупатен Така. досега без искуство ниту со берза, ниту со криптовалути, а со поголема сума готовина, пари во готово, што ќе го подучите, што ќе го советувате? До сега сите што сум ги советувала кога се работи за инвестирање на криптопазарот, ги советувам да купуваат, значи долар cost average, тоа е позната стратегија на Warren Buffett, каде што значи на одреден период или интервал инвестираат помала сума пари и купуваат одредено портфолио кое што они ќе го изберат што сака да го имаат во нивното портфолио, одредени токени. Значи сега според мене можност која што нема можеби повторно да се понуди на пазарот да се купи биткоини или останати токени по релативно многу ниска цена. Но дали е сега моментот или бидејќи на почетокот рековте дека има простор за уште тонење, да тоне и дали треба инвеститорите можеби да чекаат декември, крајот на годината кога биткоинот ќе биде на најниско ниво можеби. Точно. Значи технички гледано има простор за уште еден пат на пазарот, но ние никогаш не можеме да знаеме кога е дното и не треба да се обидуваме да го купиме дното. Тоа што можеме да направиме полека да градиме мали позиции каде што постепено дел по дел ќе купуваме и цената која што ќе просречиме секогаш ќе ни биде подобра од тоа што отколку да се обидуваме да го купиме дното, затоа што дури и да кажеме дека сега е дното, може да има уште еден пат и на тој пат да има уште еден пат. Значи треба да чекаме за здравување на пазарот кој што се уште не го гледаме на графиконите. Гошевски, вие меѓу другото бевте и актуелен со подготовката на регулацијата на криптопазарот во Македонија, бидејќи и Македонија по примерот на низа земји и од регионот и од Европската унија тргна да ја регулира оваа сфера. Деновиве Илон Маск, најбогатиот човек на светот, е тужен, неговите две компании, Тесла и SpaceX, се тужени за 258 милиарди долари поради тврдењето дека тој бил вклучен во некои криптоизмами, односно Се работи за една криптовалута се вика Dogecoin, да. кој што тој на некој начин ја промовираше, со што ја подигна вредност. Илон Маск, кој што е, неговите твитови, неговите изјави се значителни за пазарот, со неговите изјави обично предизвикува потреси. Негова изјава го подигна биткоинот и после го сруши со изјавата дека Тесла ќе овозмечи купување на возилата, така да се работи доколку би било тоа регулиран пазар, тоа би било ценовно чувствителна информација на некој начин. Затоа јас секогаш кога зборам за што поскора регулација на овој пазар, бидејќи доколку имаше доволна регулација на криптопазарот, немаше да се случи тоа што се случи пред месец и пол со Луна и со пропагањето на еден стейбл коин кој што се вика UST, кој што треба нонстоп да има вредност од $1, како што спомнав, а он падна на $0,1 и 13% беше збришен од пазарот. Затоа ние збориме цело време за што поскора регулација, бидејќи посебно ние земите што сме да кажеме надвор од регулираните финансиски пазари сме мека за измами. Измами има секаде во финански свет, па дури и во криптосветот. Снежана, вие се согласувате дека е потребна итна регулација? Апсолутно, да. Регулацијата ќе допринесе многу повеќе за развој на овој пазар, значи многу повеќе институционални инвеститори ќе влезат кога ќе биде регулиран пазарот и можеби нема да има толку спекулации и голема волатилност. Дали овој условно кажано меур сега што пука? Да. И ова дно кое сега не може да се види, ќе беше на некој начин поублажено или поинакво? Падот ќе беше по не толку стрмен ако беше регулирано на светско ниво, например ако и во САД беа регулирани, бидејќи и таму отсуствува по силна регулација. Јас сметам дека немаше да биде толку стрмоглав пат. Луна и UST стейблкоинот кој што се случи пред 2 месеци, доколку беше во регулација ќе беше прекинато тргувањето. Сега имаме на некој начин некоја само регулација, Binance пред 3-4 дена го прекинат тргувањето со биткоин, со што дополнително предизвикува паника на пазарот. Доколку знаете дека постојните регулации, кои што се обично
под комисиите за хартии и под берзите, имаат ограничувачки фактори кога почнува да паѓа нешто, например во Русија, кога почна војната, се затвори берзата. Може да ја затворат цела берза, може на неколку часа, може одредена акција да се суспендира и да се тргне од тргување, со цел нели да се оладат главите и да се стабилизира пазарот. Овде го немаме тоа и затоа може да се разбудите другиот ден со изгубена вредност на целата ваша инвестиција. Сега е дозволено на Binance тргување со биткоинот повторно? Сега е дозволено, но самото прекинување со тргувањето е некоја саморегулација со некоја изјава дека се работи за некоја замрзната трансакција, во кој што каже речи никој не поверува и тоа дополнително ја нарушува довербата на пазарот. Затоа сметам не е само јас, туку и многу големи авторитети низ светот дека што поскора регулација ќе допринесе до стабилизирање на пазарот и да не биде подведено под таков вид на ризик. Со оглед на тоа што пазарот не е регулиран и тужбава против Илон Маск нема основа, односно веројатно нема да вроди плод, нема да ги... Од правен аспект ќе треба да докажат. А многу е тешко да се докаже дека тој намерно шпекулирал. Мислам, не може да ја коментираме, бидејќи сте адвокат по професија, би се нафатиле да бидете од страна на одбраната или од страна на тужителот во случајот со Илон Маск? Зависи кој ќе дојде прв. Кој има повеќе шанси да го добие спорот? Обично кога се работи за граѓанска парница, како што прочитав, не се работи за кривична. Известен американец. Во граѓанска парница тој треба да ги докаже наводите. И треба да докаже наводи дека смислено Илон Маск шпекулирал на пазарот со цел нели одредена криптовалута да ја качи вредноста или да ја симне. Тоа е мислам многу тешко за докажување, но се работи за интересен предмет кој што будно ќе го следиме за да видиме каква завршница ќе има. Еден надпис на Guardian е многу впечатлив и интересен и изнесува многу добри податоци, анализи и прави добри паралели. Актуелниот претседател на Комисијата за хартија од вредност во САД, Генслер, ги опише инвестициите во криптовалутите како свет препон со измами, дубари и злоупотреби. И вели, натаму во тој матен свет тешко е да се дознае кој обезбедува пари за заеми, каде течат парите или колку е лесно да се предизвика топење на валутите. Точно. И јас се согласам со тоа. Спас од тоа има ли или зошто тогаш? Сега има регулација. Само регулација. Само регулација. Да. Дали се согласувате со тезата што ја влече на крај по анализата исцрпна Guardian дека 2022 го постави преска тоа прашање е новата година на економска криза и дека оваа година тоа што ќе пукне и што ќе остави многу луѓе без своите заштеди, без своите работни места, без своите домови, ќе предизвика голем бран на сиромаштија, се криптовалутите како тоа што беше во 1929 година во САД и 2008 големата финансиска криза. Може ли да се прави некаква паралела? А криптовалутите во својата највисока вредност доживеа капитализација од 3 трилиони долари. Само една берза во Америка има 50 трилиони долари капитализација. Не може, јас сметам дека не може криптовалутите да се виновници за крахот на финансиските пазари во цел свет. Тие се најризични од сите категории за инвестирање во моментот и кога имаме приод на глобална рецесија, нормално дека најбрзо ќе паѓаат. Отприлика тоа е тоа. Инаку да сметам дека криптовалутите се виновникот за финансиската криза, тоа воопшто не е така. Се работи за пост-ковид кризата. Ние кога зборевме во февруари, беше пост-ковид криза со нагорен тренд и некаква стабилизација на економијата. После се случи војната со Русија и Украина и сега имаме инфлација, подигање на каматните стапки од страна на ФЕД за зауздување на инфлацијата. Тоа обратно пропорционално секогаш е на финансиските пазари и се случува тоа што се случува. Да, меѓутоа, бидејќи не е регулирана сфера и има голем простор за злоупотреби и матни сделки, на некој начин ова што се случува сега е претворено во пирамидална шема која на крајот ги остава малите инвеститори со прстот во уста. Точно е тоа? Тоа ли се случува во моментов? Да има некаков проблем за да се најде решение. Јас мислам дека криптопазарот ќе остане и дека ќе очекуваме уште поголем развој и нови ценовни издигнувања, значи тоа што ни недостига во моментов е токму таа регулација. И секогаш се случуваат проблеми за да изнајдеме решение, така да мислам дека нема тука никаква грижа. Нормално дека цената енормно порасна и значи после ковид кризата, значи луѓето во Америка година дена седа дома, не работеа ништо и земаа пари. Сите тие пари беа инжектирани на финансиските пазари. Не зборуваме само за криптопазарот, значи зборуваме за целиот финансиски пазар, значи имавме пораст на акциите, значи Тесла преку 700-800%, НИО 1700%, значи зборавме, дури македонската бирза порасна преку 40-50%.
Така да нормално дека се што расте, ќе дојде период кога луѓето ќе сакаат да си ги земат добивките, значи да ги капитализираат своите инвестиции и да дојде до корекција, да се избалансира цената за повторно да се врати нагоре. Ако ги гледаме бирзите или било кој финансиски инструмент на долг рок, секогаш кривата е десно и нагоре. Така да јас не гледам тука воопшто простор за грижа или за некаков страф. Добро, меѓутоа требаше ли да се почека прво регулација, па потоа да се инвестираат сериозни суми? Минатиот пат кога бевте овде, спомнавме некоја бројка на колку македонски граѓани имаат искуство и колку македонски граѓани се влезени со инвестиција во криптопазарот. Може ли сега да ги повториме сумите кои се вртат во криптопазарот во Македонија и колку луѓе од прилика според оние достапни информации кои може да ги процениме? Секогаш кога се работи за нова класа на инструмент кој што има најголем ризик, советот е да се инвестира не повеќе од 2 до 3% од својот капитал. Така да ако некој го следи тоа правило и кога се инвестира своји пари треба да се едуцира. Ја верувам дека ако луѓето настапиле така, не би било тоа воопшто некаква проблем за нивната финансиска состојба, не би биле загрозени од било кое случување моментално на пазарот. Гошевски, може да се спомнат некакви суми или број на граѓани македонски кои имаат искуство со криптоинвестиции? Прво една споредбена анализа да направиме кратка. Coinbase, кој што е најголемата криптоплатформа во светот и е регулирана на некој начин и во Америка и во Америка се тргува преку неа најчесто, излезе со податок дека 50% од вкупно купените криптовалути минатата година се од играчи кои што тек влегле на пазарот. Значи, збориме дека криптовалутите во 2021 година 50% од сите инвеститори на тој пазар се нови играчи. Слично нешто и кај нас. Мислам, ние го следиме тој тренд. Со тоа што кај нас нема никаква регулација, додека во Србија, во Албанија, во Хрватска и околу секаде веќе се регулирани на некој начин на минимум регулација има на пазарите. Затоа зборам дека бидејќи при регулација основен прв постулат е заштита на инвеститорот. Тоа е основата на регулацијата. Добро, вие учествувавте во подготовката на законот. Зошто, докаде е заглавен тој закон и зошто првичниот закон со кој што ние ќе идеме по примерот на Швајцарија и Хрватска. Бидејќи во Србија има лекс специјалис, посебен закон за криптовалути. Има некои држави кои што донесоа посебен закон, као Албанија, има некои држави кои што преку посебните закони, закон за спречување перење пари и даночните закони, прават некоја регулација, па можеби ќе дојдеме понатаму со посебен закон. Тој закон е спремен, помина на влада, влезе во собраниска процедура и е усвоен на дневен ред. И чекаме сега нели во собранието има некоја криза, инаку мислам дека е на 73-та седница. Така да се очекува носење на тој закон со што ќе имаме првична некоја регулација на некој начин. Добро, ако спасоте во регулацијата, дали инвеститорите во Хрватска, Србија, Албанија, земите што досега го направија тоа, се позаштитени од наши инвеститори во овој период на глобален пат? Заштита од крах на пазар нема. Но заштита од измами во некој начин тие се многу позаштитени од нашите граѓани кои што се плод на некои измами, кои што не може да знаат дали одредена криптовалута е реална или не, дали е виртуелна, дали ја има или ја нема на платформа, дали и така натаму. Значи, тоа се работи за првични регулации. Ова е нов свет, нова технологија која што допрво нели ќе се регулира. Акциите кои што нели со векови назад се шпекулира на берза со нив, постојано трпат регулаторни измени. Да, рековте, заштита од крах на пазари нема. Со никаква регулација може само да се регулира. Особено кога е врз основа на глобална рецесија како оваа што следи. Да се превенираат измами финансиски. Така. Во првична мера тоа е заштита на инвеститорите, спречување на злоупотреби, транспарентност, конкуренција и така натаму. На што тогаш го темелите вашето тврдење дека нема да стане збор за нема да дојде до конечен крах на криптопазарот, туку дека е само циклус моментален и дека повторно ќе се кренат во некој период. Бидејќи се работи за технологија на технолошки напредна генерација, која што ја прифаќа. Сите изјави против крипто од финансиски авторитети се од луѓе кои што се меѓу 6-та и 7-та деценија. Додека сите кои што се во на пазарот на криптовалути се луѓе помеѓу 2-та и 4-та деценија. Значи се работи за временски период кој што ветува дека оваа технологија би можела да биде технологија на иднината. Но може да се случи да се измисли и некоја подобра технологија и ова се да отиде во неповрат. Значи не може да знаеме ни иднината што очекува. Како со купување нели на дното претходно што спомнате.
Тоа е прашање за $1.000.000 и за малку повеќе. Никој не знае каде е дното, од кое што после ќе почне нагоре да се движи. Така. Guardian, да се навратиме на текстот, вели дека моментално сме вратени на финансиите на дивиот запад од 1920-та и дека тоа се должи на големите лобирања на финансиските моќници, дека ги убедиле, односно успеале да излобираат и да си одработат нерегулација на пазарот за да прават поголеми профити. Да, но тоа не се работи исклучиво за криптовалутите, како што ви спомнав. Криптовалутите сега се помалку од 1 трилион пазарна капитализација. 1 трилион во денешниот постојан финансиски свет е 0, нешто од вкупната капитализација, така да не можат тие да бидат фактор кој што ќе го детерминира развојот или пропагањето на економскиот свет. Поповска Financial Times вели дека анализирајќи дека криптопазарот поминува ни своите најтешки и најризични денови, вели пред нас е голема бура. Таква теза вади дури угледниот Financial Times. Зашто каква поголема бура од ова може да стане збор? Јас искрено не знам. Не би коментирала, не знам. Мислам, ако би веќе било тоа? кажуваат они дека следува бура, би требало они подобро да го објаснат тоа кога веќе го напишале. Затоа што да, има уште многу неизвестности на пазарот. Значи сите овие се што се случува моментално на светските пазари е многу неизвестно, но јас искрено верувам дека сето тоа што го прават централните влади и политиката за затегање на монетарната политика, зголемување на референтните каматни стапки, дека до некаде до септември месец ќе доведе до своите резултати, дека може да очекуваме некаква умерена инфлација, значи цените што порасна, значи тие нема да се вратат назад, да бидеме реални, значи, но може да се надеваме дека ќе имаме умерена стапка на инфлација и тоа ќе биде првиот знак дека можеби ќе се стабилизираат бирзите и ќе имаме постепено нови издигнувања. Веројатно тоа огромната бура што се предвидува се извлекува како теза и врз база на информацијата дека Coinbase, што го спомнавте вие, најголемата платформа, објави дека ќе отпушти 20% од својата работна сила, повеќе од 1000 вработени. И дополнително го засили падот со таа изјава. Дополнително го засили, веројатно и другите чинители, односно играчи на криптопазарот поголеми, имаат проблеми и со ликвидност и со се и се соочуваат со проблеми. Меѓутоа и генерално кога ги видовме високите стапки на инфлација во сите земји, во една таква глобална рецесија, што се споредува со некои големи финансиски кризи од историјата, може да се очекува поголем и подраматичен пат генерално во финансискиот Генерално свет. да, значи со ликвидност се соочуваат многу компании, не само криптопазарот, одделни компании кои што се поврзани со криптопазарот, значи со ликвидност се соочуваат многу компании, но тоа не значи дека нема да искочиме до оваа криза како и сите останати кризи. Имаме тенденција да читаме тоа што сакаме или да ги гледаме информациите кои што ја поддржуваат нашата теза. Да, значи Coinbase имаше објава дека ќе отпушти 20.000 колку реков работници. Паралелно на тоа Binance, едно од исто поголемите светски минувачници, имаше објава дека не знам колку луѓе ќе вработат, колку има отворено нови работни места, оглас за вработување во кај неа, така да тоа е па позитивно. Значи што сакаме да гледаме, како сакаме да ги оправдаме нашите тези. Така, Гошевски вели прашање за $1.000.000 тоа и најтешко да се одговори, кога би било дното и кога би тргнала работата нагоре. Вие велите дека ако сите овие мерки што сега се применуваат дадат резултати во септември и се стабилизира на некој начин, односно дојде до некоја стагфлација во Европа, на европскиот пазар. Не де Боже да. Кога би можело да се очекува враќање на криптопазарот во нагорна линија? Значи, не можеме да кажеме кога, мислам тоа е како да предвидуваме нешто, наше не е да предвидуваме, наше е соодветно да реагираме. Но сепак јас очекувам дека сите овие мерки што се превземаат дека ќе доведат до некакви резултати. Значи, во наредниве неколку месеци ќе ги следиме бројките за инфлацијата и доколку бројките бидат позитивни, односно имаме умерена стапка на инфлација, можеме да очекуваме некакви позитивни сигнали за тоа дека можеби веќе имаме формирање на дното, но не е наше да предвидиме кога ни кога. Значи наше е да кога ќе видиме веќе дека имаме некакво формирање на дно и дека полека бирзата заздрава, да пуштиме лека по лека да правиме стратегии, да отвараме позиции за тоа каде би сакале да инвестираме. Мислите дека нема да дојде до стагфлација на есен со сите мерки што се преземаат и имајќи ги предвид сите глобални случувања?
Не би коментирала тука затоа што има многу прашања кои што се отворени, кои што допрва треба да се разјаснат. Значи не е само инфлацијата, значи имаме и геополитички тензии кои што допрва треба да се решат, синџиро со снабдување и многу други фактори влијаат на целата економска ситуација. Но едно е јасно, додека не се заузди инфлацијата и додека не се излезе од глобалната рецесија, многу тешко враќање на пазарите на горен тренд. На сите пазари, вклучително и на криптопазарот. Гувернерот на банката на Англија во повеќе наврати досега предупредувал дека криптовалутите немаат внатрешна вредност. За време на вашите минати гостувања ве прашував за да им објасниме на гледачите наједноставно која е вредноста која стои зад криптовалутите. Ќе се обидеме ли повторно да го објасниме со наједноставни зборови каква вредност има некоја виртуелна валута? Каква вредност стои зад неа, како што зад овие пари на кои сме традиционалните пари стои златото, например, или Централната банка гарантира? А јас сметам дека вредноста на криптовалутите се формираат на пазарот, на основа на постулатите на побарувачка и на понуда. И за вредност не може да зборуваме како вредност што има позади акциите, компаниите, обврзниците, валутите, фиат валутите и така натаму. Овде единствена вредност е довербата во новата технологија која што ја представува криптовалутата. Инаку има повеќе од 20.000 веќе криптовалути. Сите позади нив имаат некои проекти. Ама се тоа проекти базирани на иднината. Метаверзот, дигитална економија, интернетот кој што треба да биде третата генерација, кој што треба да биде децентрализиран, како што е блокчейн. Вредноста е технологијата. Ја не гледам друга некоја вредност позади криптовалутите, мислам дека е точна таа констатација дека нивната вредност се формира на пазарот и се губи на пазарот. Снежана, имате нешто да додадете во смисла да објасните или и вие Точно, значи секогаш цената се формира на пазарот врз основа на понуда и побарувачка. И пазарот меѓутоа се што ќе излезе на пазар има некаква вредност, односно некаква намена. Криптовалутите каква намена? Зашто би биле искористени во општеството? Имаат ли некаква искористливост, практична примена? Целата технологија ја овозможува полесно да извршуваме плаќања, начинот на кој што ќе купуваме, начинот на кој што ќе гласаме, начинот на кој што ќе купуваме недвижен имот, начинот на кој што ќе ги зачуваме личните податоци, сето тоа се предности. Значи имаме децентрализирана книга на трансакции која што едноставно не може да се фалшира, како да ви кажам. Значи имаме систем кој што е транспарентен, доверлив, кој што не може да биде пробиен, кој што многу ќе ни голесни начинот на кој што живееме. А од друга страна имаме толку можност за манипулации бидејќи не е регулирана сферата. Манипулација на цената, да. Манипулација на цената, ама не и на технологијата. Значи да ги разграничиме тие две работи. Кога зборуваме за криптовалути, значи тоа е широк поим, значи имаме повеќе подсектори, значи сите криптовалути имаат некаква намена во зависност од тоа за каква намена се издадени. Треба да се види поединечно секоја криптовалута каква вредност има или како би генерирала своја вредност. Значи не можеме сите да ги ставиме во исти кош. Добро, кога би направиле една куса споредба или би ги сличностите и разликите на биткоинот и етериумот, например, да се споменат. Може да се направи да се извлече некаква идентификација или што е тоа што ги разликува? Добро, биткоинот не е првата криптовалута и биткоинот е ограничен ресурс кој што ќе има во опсег 21 милион и тој се смета за монетарна криптовалута, односно неговата намена е верувам дека во иднина, моментално нема, верувам дека во иднина може да стане инструмент за заштита од инфлација, но се уште за жал тоа не го гледаме. Додека етериумот е network asset, односно на етериумот е како платформа на која што се изградени многу проекти, така да етериумот може да го гледаме како што се Android и iOS, нели платформи на кои што се прават многу апликации за телефоните, така и етериумот е нетворк мрежа на која што се изградени многу проекти кои што се понудени на пазарот. Така да има сосема различна намена имаат. Али блокчейнот како технологија треба да си ја најде својата функција. Ако направиме една паралела со компјутерите кои излегува Macintosh и Microsoft, излегува со теза дека ова ќе биде технологија на иднината и дека секој треба да има дома компјутер. Тогаш тезите беа дека никому не му треба дома компјутер затоа што ќе прави со компјутерот дома. И тоа беа предводници на нова технологија која што го промени светот. Сега гледаме дека истите луѓе кои што беа предводници на таа технологија и беа символи на модерната технологија, се велат дека не треба да се инвестира ова, треба да се инвестира во крави и така натаму и земјоделие, ама се работи нели за технологија. Дали таа технологија ќе ја стекне довербата
и ќе биде применлива, а основа на тоа ќе биде и основа за изградба нели на овој пазар или не, останува да видиме. Но сега е реалност и таа реалност ние треба да ја почитуваме во смисла да ја регулираме, за да не дозволиме нашите граѓани да имаат ниско ниво на финансиска писменост, а со тоа и да бидат подложни на измами. Така, многу рудари кои копаа криптовалути, односно кои создаваа, продуцираат тоа, се откажуваат од дејноста. Дали и тоа придонесува за поголем пад или тоа е резултат на падот? И како резултат на падот и на енергетската криза. Бидејќи се потребни се нели за рударењето потребна електрична енергија. Плюс сега има нели на веќе на пазарите нови видови на ригови, на технологија кои што има намалена употреба на енергија и тоа е еден пазар кој што сега нели веќе е во некоја интеграција. Може кога се зборува за криптовалутите и ова што се случува сега, да се зборува за некои криптовалути кои ќе ја преживеат оваа криза, а некои кои неповратно ќе изгубат од својата вредност и ќе згаснат? Тоа времето ќе покаже. Има ли постабилни, попопуларни и поотпорни на кризи или сите се генерално во ист кош? Па не можеме да ги ставиме сите во ист кош, ама збориме за релативно нов пазар каде што некои криптовалути се издадени пред година или две, така да треба да им дадеме време за да се докажат на пазарот и да кажеме дека ќе успеат и ќе имаат вредност во иднина. Повторно невидливата сила на пазарот ќе одреди судбината на биткоините, кој ќе преживее, кој ќе згасне или и позадината што имаат за себе. Сето е криптовалута мора да има некој проект што представа. Дали тоа некоја игра, геймер или било што, мора да има и во зависност некогаш и од позадината и актуелноста може да се случи криптовалутата да расте. Но сега на ваков нестабилен пазар може да се случи да е измама и неколку луѓе со финансиско портфолио да е вештачки да ја подигаат цената и во еден момент да продаваат и после фактички сите мали инвеститори. Како што сега стојат работите, може да се каже кои се тие зад кои стои некој добар проект кој би преживеале ваква криза од поголеми размери? Биткоинот. Освен биткоинот? Етериумот да кажеме доаѓа во корелација спротивна на други криптовалути. И сега зависи дали технологијата на етериумите или технологијата не знам на Кардано да кажеме ќе биде повлијателна. Ако приобвода едната, другата би требало да пропадне. Сега како пример го земам ова, мислам да не ме сватите буквално. Кога се работи за инвестиции во криптовалути, голема улога има така наречениот индекс на страф и алчност. Може ли малце да го објасниме за гледачите што значи тој така наречен индекс на страф и алчност? Индексот на страф и алчност обично го мери расположението на инвеститорите, значи моментално верувам дека читањата се на екстремен страф. И обично кога имаме такви читања на индикаторот, ако гледам историски назад, не само за криптовалутите и за било која класа на средства, кога имаме такви екстремни читања, дали било екстремен песимизам или оптимизам, обично имаме тенденција да пазарот направи пресврт и да се движи во обратна насока, затоа што екстремен песимизам значи дека веќе пазарот е истоштен, дека веќе нема сила, значи нема веќе кој да продава и лека по лека ќе се ствара една акумулација. Значи лека по лека инвеститорите ќе почнат да акумулираат и тие најхрабрите да купуваат и после идеме на втората фаза каде што пазарот ќе почне повторно да се движи нагоре. Така, Гешовски, со оглед на тоа што работевте на подготовката на регулацијата и сте прилично упатен, кажавте и во која фаза е законот? Законот за спречување перење пари. Инаку законот за криптовалути, посебниот закон, е во фаза на работна група при Министерството за финансии. Зошто не ја поттурнете работата да се заврши побрзо со оглед на ова се што го зборувавме досега? Додека нема формален предлог, не би можеле да коментираме. Значи има политичка волја за регулација и од едната и од другата страна и сметам дека нема да има проблеми во делот на законската регулатива за регулација на криптовалути. Да, еве да потсетиме при изборот на новата влада, на актуелната влада, беше даден и некој рок од неколку месеци во првите 90 дена или во првите месеци од работата на новата влада да се подготви закон што ќе регулира сферата на криптопазарот. Фактички со законот за спречување на перење пари има веќе некоја финанска регулација и тој закон веќе беше ставен, мислам дека на 10 февруари помина на владина седница и влезе во собраниска процедура. Треба да излезе од собраниска процедура за да стапи на сила. Инаку со него се регулираат скоро сите термини, од криптоменувачници, криптомати, хостирани, нехостирани паричници, платформи. Мислам се што треба да има една регулација го има у тој закон. Ќе се обидам да го преформулирам како за крај прашањето. Кога некој би ви оставил поголема сума пари во доверба, односно кога вие би имале ваши лични пари, поголема сума,
и не би имале обврска ниту да враќате кредит, туку би ви биле така за некои подобри денови. Што би направиле со вашите пари сега во моментов? Би ги инвестирале. Веднаш сега? Апсолутно, видна сега, па Би секогаш чекале, би тактизирале ноември, секогаш септември? има, значи секогаш е време за инвестирање, значи дури кога бирзите паѓаат има можности како да се инвестира, така да тоа е мојот став дека пари не треба се чуваат на сметка, треба да се инвестираат, освен тоа што е нели за тековно трошење. Може би во вакви времиња на криза, кога се зборува и за потолку долги години на време за економија на оскудица повторно. Јас сум за диверсификација на ризикот. Дали може би е по сигурно ако луѓето своите пари ги инвестираат во недвижен имот? Нели се вели она земја е земја? А и тоа е инвестиција. Нема трошоци. Добро инвестиција, дали е јас поисплатливо и посигурно? Ја не би рекла дека е поисплатливо, може луѓето да си направат диверсификација, си направат пресметка, но купувањето на недвижен имот сам по себе не значи дека немаме трошоци тука. Значи и треба да пресметаме Не, за и ризикот вредноста на зборува? ризикот. Секогаш постои ризик, дури за недвижен имот постои ризик. Мислам, да, тој имотот стои, ама не значи дека нема тука ризик. Душко, вие како би играле со вашите пари? Ние сме млада пазарна економија. Јас сметам дека нивото на финансиска писменост општа на населението е на многу ниско ниво и сите општествени чинители треба да работат на тоа поле и на тоа прашање пред засилено, да кажеме, стимулирање на инвестирање. Јас сум за диверсификација на ризик, посебно во бурни времења. Според мене инвестицијското портфолио во ризични инструменти не треба да е поголем од 5%. Но тоа секогаш е така, да. Тоа е, мислам, тоа не треба да го спомнуваме, мислам дека тоа сите го знаеме и не треба да биде нешто. Има право Душко кога вели дека можеби финансиската писменост и не е на толку високо ниво и дека треба да се апелира секогаш во секоја пригода кога се зборува за инвестиции кои носат одреден ризик, во случајов голем ризик, дека треба да се потсетуваат граѓаните дека треба да се оди до некој процент, не повеќе. Па, точно да, во спротивно. Ете, таа граница вие кажувате 5%. Брзи пари носат и брзи загуби. Да. Мислам, тоа секој треба да си направи свој инвестицијски профил, колку е спремен да ризикува и да соодветно на тоа да се направи соодветно инвестицијско портфолио. И генерално одговорот на прашањето под која ја водевме дискусијава на оваа тема, падна ли криптовалутите неповратно или ќе се вратат уште посилно? Ќе се вратат. Ќе видиме, да. Ќе видиме. Не можам да коментирам. Ви благодарам многу за гостувањето, Душко Гошевски, адвокат, и Снежана Поповски, инвестицијски советник на тема криптовалути и што може да се очекува во наредниот период. Почитувани гледачи, останете со нас, вкус преглед на најважните настани ова утро во избор на колешката Билјана Ставрова, а потоа со редовните рубрики на утринската програма на Телмо.